Капетанот, изгледа дека јас мислам, така ми изгледа, ама мислам дека нашата Вахиде. Што зборуваш, Мати? Добро утро, татенце! Добро утро, девојчиња! Добро утро, татенце! Добро утро, Зарифе! Дојди! Рамис! Молам? Добро утро! Добро утро, Фатма! Добро утро, чичко Рамис. И тебе, капетан Ахмет. Девојчиња, ајде, дојдете, помогнете и на мајка ви. Зарифе, дај ми го садот од таму. Ајде. Помогнете ми софрата да ја подготвиме, ајде. Добро, мама. Ау, од ова малку? Добро е. Ова го најдовме ке медицинската сестра. Можеш да одиш. Вахиде, не знам со кои зборови да ти објаснам што се случува тука. Колку е тажна оваа судбина. Кога ќе го читаш ова писмо кое што јас го напишав за да ти кажам дека сум жив, тогаш можеби ќе бидам многу далеку и ќе бидам во темна зандана.
Добро си предпоставил, докторе. За жал ова писмо никогаш нема да го добиеш, Вахиде. Добро утро. Добро утро. Добро утро, капетане. Ние тебе те чекаме за појадок. Благодарам, мајко Фатма. Би сакал да се вратам в град. Ако ми дозволите, ќе си одам. Се враќаш ли? Да, Зошто си одиш, бате Ахмед? Остани. морам да одам, морам. А, да јадеш малку потоа дојдеш? Благодарам. Не сакам да задостам. Чичко Рамис, Молам? може ли да зборувам со Вахиде? Збогувај се. Што ќе се случи сега со малата Зарифе, а? Не знам, дедо. Не знам. Може ли да влезам? Одите ли некаде, капетане? Ке си одам, Вахиде. Дојдов да се збогуваме. А зошто си одите? Затоа што така е најдобро. Не разбирам. Не е важно. Морам да се вратам. Вие направивте толку многу за мене. Да сте жив. Ќе се вратите повторно, нели? Не верувам. Тогаш одете со здравие. Остани ми со здравје. Лекарот Мустафа. Ние мислевме дека сме фатиле ситна риба. Ама ти си бил најголемата риба меѓу нив. Благодарение на тебе ќе бидам почестен и награден од неговото височество. Да видиме луѓето од Песочан што ќе помислат за тебе кога ќе дознаат дека ти си лекарот Мустафа. Што сакаш од сестрата, бе? Што сакаш од таа невина девојка?
Прости ми, чичко Рамис. Јас само со чисти чувства Знам, знам. Знам, zato i молчам. Господ и на Вахиде и на вас нека ви подари долг живот. Да си жив. Вахиде? Кмету, од сега кој ќе се грижи за малата Зарифа? Немаше никого освен баба и. Ќе остане малку кај нас, а потоа најверојатно ќе ја испратат во дом за сираци. Во дом за сираци? Да, така е. Ние очекуваме наредба од Скадарскиот кајмакам. Паша, уште едно кафе? Благодарам, доволно е. Влезете. Ние сме подготвени за напад, тато. Кој ќе пристигне телеграмата што ја очекувам од Истанбул, тогаш ќе трнеме на пат. Абдул, дојди, седи. Во ред, тато. Добивме вест од Битола кајмакаму. Бараат заробените арами веднаш да се префрлат во Битола. Причина? Судењето ќе се одржало во Битола. Вест од Битола кајмакаму. Бараат заробените арами веднаш да се префрлат во Битола. Причина? Судењето ќе се одржало во Битола. Па ако тие го сакаат тоа, Но, господине, документот е потпишан од заменикот на Валијата Кристоф. во ред. Направете ги потребните подготовки за префрлање. Вред, господине. Команданте, Молам. нека бидат внимателни. Да, господине. Ајде, со тато да направиме пук. Ајде, пук. Ајде. Да пукне. Хусмен мој, сладок мој. Еј. Да го зимам. Опа. Да си ми жива. На здравје, Хасан, но сакам да знаеш дека може да ти биде последното кафе што го пиеш од моите раце. Не разбрав, Хатиџе. Многу добро слушна и многу добро разбра. Да не претера ти, Што, Хатиџе? ова со лутината. Не ја претерав. Помина една недела, Хасан. Разбирам зошто не разговараш со дада Миријам и кајмакам од Дилавер. Ама не разбирам зошто не разговараш со татко ми. Си имаат и тие свој маки? Ја знаеш состојбата на Вахида? Те фатил и наетот не се смируваш. Срамота. Или ќе се смириш, Хасан, или ќе земам бовчата и ќе се вратам во куќата на татко ми. Ја. Да, ете толку тоа е. Те оставам да размислиш до утре. Ако не се смириш, ќе си одам, да си знаеш. Сега ќе одам ке мајка ми. Остане ми ти со здравје. Одам сега. Ја. Пристигна телеграмата од Истанбул што ја чекавте. Дај ми ја. Што пишува, татко? Соопсењето на најбараниот бегалец познат како доктор Мустафа, неговото величество султанот е повеќе од задоволен. Заробеното лице веднаш и во голема тајност да го испратите во Истанбул.
и строго се наредува апсењето на ова лице да се чува во тајност, за да би можело да се дојде до неговите соучесници во заверата. Значи? Значи, оваа информација нема да излезе од оваа сова и доктор Мустафа веднаш и во голема тајност со сите мерки на предпазливост ќе се префрли во Истанбул. Разбирам, паша. Команданте, Подгответе ги затворениците, ќе ги префрлиме во Битола. рековте во Битола? Да, Добро, команданте. Кога треба да тргнат на пат? денес, веднаш. Во ред. Што има? Во Битола ли ќе не однесете, а? Мислам дека овој пат ќе не обесат. Ти беше во право, Фатма. Што се случи? Што јас сум во право? Секогаш јас сум во право. Што се случи? Ти кажа на заминување нешто? Ми кажа на заминување. Ама сепак многу направи за да и го спаси животот на нашата керка, така ли е? Тоа е така. Така е. Деда Хатиче доаѓа, мамо. Дали е со неа и оној незин луд маж? Не. Фатма, не ли гледаш што прави оној луд Хасан? Дојди, пак ни ми ја раката и јас ќе му простам од прва. Ама ете не доаѓа. Добро, добро. Како фина ете, Арнаут. Добро бе човеку, добро. Ајде, оди ти, јас веднаш ќе дојдам. Ајде, оди. Сега јас ќе одам. Вахиде, тебе ти ја оставам на чување. Види. Види го ти него, види, се знајкото. Ако ти не кажеш, јас ќе заборавам да ја чувам Вахиде, Господе Боже. Ама јас не сакав така да кажам. Ми излета од уста, Фатма. Ајде, човеку, немој сега да ме нервираш, ајде на работа. Уф. Каде е сестра ти, Хатиджа? Влезе внатре. Добро направила. Каде одиме? Замолчи, не поставувај прашања. Што размислуваш, бе, Алекс? За малата Зарифе. Ќе ја однесат во дом за сираци. Така е. Многу жално. Види кој доаѓа. Минатата недела те чекавме на состанокот, зашто не дојде? Имав работа. Дојде оваа недела. Не знам дали ќе можам да дојдам. Грешиш, брате, грешиш. Тука или ќе бидеш со нас или... Или што? А? Или што? Ти си знаеш. Што зборувате, бе, вие, море? Вам ли ви останало да судите за нашето македонство, а? Ајде. Дојде во четврток. Ајде, оди. На крајот и нас не вмешаа, дедо. Така е, бе, внучко. Така е. Заарно нека биде крајот на османлиството. Амин. Хатидже, каква е ситуацијата помеѓу Меријем и кајмакам од Дилавер? Не е баш добра, мамо. Децата му ескинале некоја многу важна книга на Дилавер. Еј, И од страниците направиле бродче, мамо. што зборуваш, ма? Лицето на кајмакамот неколку дена било намуртено. Зошто вака прават момчињава? Воопшто не разбираат од збор. Ние разбираме, нели, мамо? Ние сме паметни, нели, мамо? Аха. Јас дојдов. Добре дојде учител Мамут. Аферим, ете.
Ајде да учиме. Имам работа, не може подоцна. Не може. Ако не учиш редовно, многу брзо ќе го заборавиш тоа што си го научила. Што му е на овој бе? Зарифе, што те учи тебе намик? Ја учам да чита и да пишува. Сакаш ли ти да научиш да читаш и да пишуваш? Сакаш ли? Да, многу добро ме подучува. Да. Дали сакаш керко и ти да научиш, сакаш ли? Многу добро ќе те научам. Јас сум учител од мамут. Мамо, и нас научи. Деда Вахиде, сакаш ли и ти да научиш? Вахиде, слушни што зборуваат девојчињата. Велат дека и тие учат. Остана само дада Вахиде, рекоа. Сакаш ли и ти да научиш, керко, сакаш ли? Прифати! Ај! Од незините очи разбрав дека прифати. Нели? Добар ден, Меријам. Добар ден, офицеру. Господинот Кајмакам тука ли е? Тука е, ајде, повели. Добро. Влези. Дојде вашата жена, господја Меријам. Нека повели. Господја Меријам? Добре дојде, Меријам. Добро ве најдов, господине Дилавер. Ние сакаме да одиме кај тетка Фатма, ако ни дозволите. Одете, се разбира дека може? Благодарам. Меријам, Молам? и јас сакав да побарам дозвола од тебе. Вечерва ќе имаме гости, кај макамот на Ерасте, сестра му и сопругата, се разбира, ако ти одговара и на тебе. Можно ли е такво нешто, господине Дилавер, се разбира дека ми одговара. Тогаш јас ќе одам дома да подготвам. Не, всушност нема потреба да правите ништо посебно. Не може, господине Дилавер. Не сакам да се посрамотам пред вашите гости. Во ред, благодарам. Уште ова. Купете нешто за подготовките. Добро. Ќе се видиме вечерва. Ќе се видиме. Ќе учиме првата буква. Ќе ми каже ли некој што е ова? Да кажам јас. Ти нема да кажеш. Ти онака ја знаеш. Емине, кажи ти. Линија. Ајде сега ти кажи. Црта. Црта? Вахида, ти кажи. Ти не кажувај. Ти можеш да кажеш кога сакаш. Тогаш, кој треба да каже што е тоа? Останавме ти и јас. Тогаш јас да кажам. Елиф. Кажете и вие. Елиф. Напишете. Како да пишувам? Навистина. Треба да најдеме училница. Рами се, Венди. Молам? Се уште ли не разговараш со Хасан? Тој не разговара. Луд кројаш со мачорски мустаќи и најчија. Некој мене нешто ми рече?
Јас реков Хасан Ефенди. Како што знаете, јас со вас не зборувам, Рамис Ефенди. Види, погледни го само Бендисани од Джабар Ефенди. Добро, Рамис Ефенди, добро. Хасан, а ти статне малко муската. Јас ќе одам. И онака нема што да зборувам. Ајде, пријатно. И јас нема што да зборувам. Хасан, ајде ние да позборуваме малку. А? Што ќе зборуваме, Джабар Ефенди? Ем ке зборуваме, ем ке шетаме. А? Да разговараме, ама ако ми речиш оди побарај му прошка, не зборувам за тоа. Добро, Хасан, ајде веќе да тргнеме еднаш, ајде. Ајде да одиме. Ајде. Дали испративте телеграма во Песочан? Да, господине. Затворениците треба да се тргнати. Добро. Во меѓувреме пристигна телеграмата од Валијата. Денеска заедно со син му господин Абдул ќе тргнат на пат од Тесалија. Не известија дека утре вечер ќе пристигнат во Битола. Во ред. Можете да излезете. Задоцнивте, паша. Кочијата ви е подготвена за напад, почитувам паша. Добро. Камака му, Среќен ви пат, паша. никој не смее да дознае за дописот што ни пристигна од Истанбул. Не грижете се, паша. Ајде, Абдул. Да одиме, тато. Мамо, зошто купивме толку работи? Како што реков синко, вечерва ќе ни дојдат гости. А зошто не одиме кај тетка Фатма, мамо? Колку пати ќе кажам? Треба да се подготвиме за вечерва. Мамо, сакаме да одиме кај тетка Фатма. Утре ќе одиме кај нив. Ајде, влегувајте внатре. Бе, синко Хасан, зошто правиш вака? Рамис Ефенди, така има големи маки на душата. Уште ти ли треба да му додаваш маки, а? Знам, Джабар Ефенди, целата кривица е моја. Тога што? Знам, Джабар Ефенди. Мислиш дека јас не сакам да одам да му побарам прошка на Рамис Ага, да побарам прошка од мајка Фатма, да побарам прошка од Кајмакам од Дилавер, од Меирем? Тогаш кажи ми, зошто не одиш, бре, синко? Така е, Джабар Ефенди. Знам, се срамам од себе. Знам, сите поради мене се караат. Ама ти знаеш дека си кабетлија, затоа се срамиш, а? Абе, Хасан, синко, не разбирам. Зошто твојата памет секојаш работи наопаку? Наопаку работи? Наопаку. Ајде бе. Ха. Многу крупно ги лупиш, бе, чедо. Половина од компирите отиду Азијан. Размислувам, дедо. За Арифе ли? Да. И за двете. Што зборуваш, бе, море? Не е ништо, дедо. Погледни, ти дојде првиот муштерија. Гледам. Ајде, нека ти е со среќа, дедо. Да си ми жив, синко. Дедо, јас отидов. Каде Имам одиш? работа. Ќе разговарам со муфтијата. Добар ден. Што му е на ова животинче?
случува, Димитри? Не знам што се случува. Изгледа среќата ни се насмевна. Овие се нашите. Значи така му кажа на Хасан? Да, мамо. Добро си му кажала, добро си направила. Браво, Керко. Застанав пред него и му реков прибери се. Браво, Керко, браво. Фатма, јас дојдов. Рамис Ефенди, ти зошто дојде толку рано? Хусмен дошол, Хусмен, мојот внук. Дојди кај мене. Види. Знаеш, веднаш го продадов млекото и бев на молитва. Веднаш ли го продаде? Сите одма се затрчаа. Да видеше како сите наеднаш ме обколија. Дојде Енвер Куциот со 2 сада. После тоа господја Милка со едно огромно тенџер полни, не завршува, а ти мајсторот рече па добро беше, но ќе нема за мене. И па убаво, татенце. Посакувам и на Хасан на работата да му тргне. Ке му тргне, дај Боже, ке му тргне. Мене, немој да ми го спомнуваш Хасан, Хатиче. Во право си, татичко, навистина си во право. Те разбирам. Хасан ме виде во џамија. Се правеше дека не ме гледа. Рамис Ефенди, зошто така зборуваш? Ја растажуваш керка ми, молчи, ајде. Но во право е, мамо. Доста, ајде, замолчи, не зборувај. Добро. Ќе молчам. Каде е Вахиде? Дали е во собата? Вахиде? Вахиде. Зошто се смееш така? Што се случи? Најдобро, оди види сам. Да одам? Каде? Во бавчата на Муневер. Отиде кај гранчењата. И јас да одам. Земи го ова, Хатиче, ајде. Ајде. Како дознавте за нас дека ќе наносат во Битол, Марек? Птиците ни кажаа, Димитри. Кои птици да биле, нека се живи. Христоф, ако кажам. Така ли? Помошникот на валијата Христоф, Така е, бе, Иван. Зошто се изненади? Сака да се криеме во планините. Да ги напаѓаме селата. Сека да ги палиме и рушиме. Ќе напаѓаме. Ќе правиме се што сака. Сите нека знаат дека Димитри се врати. Сите нека разберат што мене ми направија. Да не забораваат. Димитри. Што се случи, Јорги? Се тресеш како шена. Немој, Димитри. Помисли дека заборавив за тоа што ми го направи, а? Така ли си мислеше? Прости ми, Димитри. Немој. Што рече ти? Што кажа? Прости ми, Димитри. Немој. Дали некој куче лае или мене така ми се чини, а? Изгледа едно куче лае. Лае кучето. Ќе направам се што сакаш, Димитри. Ако сакаш куче ќе бидам. Те молам. Тргнете ми го да не го гледам. Од денес највалканите работи ќе ги врши Јорги кучето, така да знаете. Јасно ли ви е? Ајде, одиме. Ајде. Елиф, Б, Т, С, Джим. Елиф, Б, Т, С, Джим. Повторете уште еднаш. Елиф, Б, Т, С, Джим. Повторете уште еднаш. Елиф, Б, Т, С, Джим. Добро е. Вахиде?
Што правите тука? Учителот Мамут не учи да читаме и пишуваме. Колку убаво. Да си жив. Какви богатства криеш во себе, Мамут? Какви богатства? Знаеш да читаш и да пишуваш. Тоа е богатство. Го прекинавте часот. Кој го прекина? Вие Како ние? Кој ние? го прекинавте предавањето. Им го одвлекувате вниманието на девојчињата. Учителот Мамут е малку строг, тато. А така ли? Така е. Строг учител. Строг? Ама многу добро не учи да пишуваме и читаме. Што убаво. Тогаш и јас сакам да научам, Мамут. Мамут учителот. Што рече? Не Мамут. Учителот Мамут. Учителот Мамут. Тогаш сакам и јас да научам учителу Мамут. Седни. Каде да седнам? Ете таму. Ете седнав. Земи јаглен. Што? Земав, учителу. Добро. И уште еднаш да не ми досниш. Нема да задоснам, учителу. Браво. Мамо, јадењето врие на шпоред. Доаѓам, сине. Дојди. Алекс, Добар ден, муфтија. добар ден. Се прашував како е Зарифе. Не е добра, не е. Не разговара со нас. Се стуткала во еден ќош, не зборува, ниту јаде. Така ли? Така е. Ајде, влези, Не, повели. јас само сакам да разговарам со Зарифе. Може? Зарифе! Зарифе, Керко, дојди. Зарифе, мило. Тука ли си? Може ли да разговараме малку? Ајде да одиме. Ќе ја вратам, муфтио, не грижи се. Опала. Што беше ова? Ајде, Бе, Бе, кажете. бе, Не Бе, слушнав. бе. бе. Ајде ти. јас? Тебе не ти се слуша гласот, ич. Сите други да ќутите. Бе, 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 браво. да си жив. Ова сега ќе го избришам. Јас нема да ви покажувам, сами ќе кажете. Нема да покаже, ние ќе покажеме. Како е можно? Нема да ни покаже, ама ние... Не зборувајте меѓу себе. Ја прашав нешто другарка ми, учителу. Ама уште зборуваш ти. Ама- Стани, ајде, стани. Јас? Стани. Цел ден зборуваш со другарката. Дөр. Помини напред. Каде да поминам? Напред. Девојчиња. Учителу, јагленот ми остана. Земи го. Ти благодарам. Го земав. Знам ти си толку малечка. Може би нема да разбереш ништо што ќе ти кажам. Ама сепак ќе ти кажам. И јас кога бев колку тебе, на твоја возраст ги изгубив. И мајка ми и татко ми. Имам дедо. Ацо Ефенди. Го познаваш ли Ацо Ефенди? И ти имаше баба, нели? Баба умре. Ќе те однесат од тука, Зарифе. Ќе ме однесат ли? Ама не грижи се.
И јас ќе дојдам често да те видам. Учителе, каде ќе ме однесат мене? Тебе... Тебе ќе те однесат. Мене ќе ме однесат ли некаде? Не ме оставај. Добро. Убаво. Кој сака да излезе на табла? Јас. Ти. Чичко Рамис, Молам? стани. Јас сум нов, сега дојдов учителе. Нека дојде некој друг место мене. Реков, стани. Се закачи за мене. Се закачи. Нека дојдат девојчињата. Тебе ти велам. Ајде, стани. Се закачи за мене. Дојдов, учителу. Јаглен од каде? Го заборавив јагленот. Земи го. Напиши. Те. Те ли? Те. Те. Учителе, да напишам јас? Јас знам. И ние знаеме. Девојчињата знаат. Ти напиши. Учителот се закачил за мене. Да, размислам, ама... Не размислувај, пишувај. Да напишам. Те. 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 Така. Те. 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 Така. Те. Евено те. Многу добро, браво. Леле, да си жив, учителе, да си жив, учителе, мамут. Ти си играш ли со мене? Така ли се пишува те? Јас вака ли ве научифа? Ама зашто викаш толку? Па секој може да погреши, учителу мамут. Беги. Каде? Ваму. Ке стоиш на една нога. Што? Ке стоиш на една нога. Која нога? Ова. Ова? Поарно ми е на ова. Ова. Ако ја... Ова. Не е затоа што не знаеш, ова е бидејќи се мајтапеше со учителот. Рамиз ефенди? Муневер. Рамиз ефенди. Како си Муневер? Зошто правиш така? Ти леташ? Кој? Учителот мамут. А? Учителот мамут ме има земено на око. Учителот. Јас да одам дома. Побара ли дозвола да си одиш? Учителе мамут, дали ми дозволувате да си одам? Оди. Браво за моите деца. Колку е убаво кога и помагате на мама, а? Јадењето се свари, ама изгледа и изгоре. О, доаѓам, како го заборавив јадењето, дај ми го тоа.
Ај. Ја знам, ме фати на око, па уште ми вели крени е? ногата. Аха. Што се случи, Рамис Ефенди, што е? Ништо не се случи. Што се случи, ти велам, што зборуваш сам со себе? Не зборувам. Зборуваш? Да не лажам случајно. Ем зборуваш, ем си се сцрвенил, како јаболко си, зошто? Не се вцрвени. Така е, се сцрвени. Да, тато, се вцрвени. Фатма, учителот ме фати на око. Што зборуваш, бе, човеку? Кој учител те фатил на око? Учителот Маамут. Господи Боже, Боже, што зборува овој? Не, ми се закачи. Ме казни и тоа на една нога стоев како штрк. Тој ти рече така и ти тоа го направи, така ли? Браво! Браво за тебе, Рамис Ефенди. Татко Рамис. Мајка Фатма. Хатидже. Татко Рамис. Тука. И јас сум тука. Се врати ли, Алекс? Се вратив, дедо. Демек ти дојде умот арнаутски инат Хасан. Така е, татко Рамис. Ки ми простиш? Не знам, Хасан. Рамис! Добро. Ти простувам. Да те бакнам, татко Рамис. Фала му на Господа. Рамис! Ама најпрво да одиш и да му се извиниш на Чичо Кајмакамот. Велам прво на Меријам. Најпрво на децата. Така? Така. Ако е така, тогаш да одам. Немој да одиш. Не може. Тоа е на работа сега, многу работи. Тогаш да одам кај него на работа. Чекај, синко, застани, зарем не слушаш што рече татко ти? Човекот работи. Ако е така, хајде, што ќе правиме? Приквечер ќе одите дома, Хасан. Хасан, и кога ќе си одите дома, да однесеш тазе локум, ќе биде многу добро. Татко ти, Рамис, многу сака тазе локуми. И ти знаеш, Хатидже, нели? Татко ти каде и да оди сака да однесе тазе локуми, за да може потоа сите да ги изеде. Па што да правиме, Фатма? Никој не е безгрешен. Да, имам и јас една толкацка мала мана. Така велиш, а? Толкацка мана е, а? Толкацка мана ти направила толкав стомак, а? Браво! Трпја раката, не ме допирај. Види го. Команданте. Нека е на добро. Што се случило? Команданте, јас имам една молба. Команданте, јас имам една молба. Што е, капетане? Сакам прекоманда од Битола. Прекоманда ли? А причина? Приватна работа, команданте. Сакам да се оддалечам од тука. Капетане, вие сте многу сакан учител во училиштево. Дали сте сигурни дека сакате да ве оддалечиме од тука? Да. Јас ви препорачувам уште малку да размислите. Во меѓувреме ве праќам на задача во Истанбул. Во Истанбул?
Да. До службата за воени затвореници ќе ми однесете документ и кога ќе се вратите, повторно ќе зборуваме за ова. Разбирам.